Марија Аргентина и покрај тоа што нема нозе и беше придружувана од незината мала ќерка. Ја премина Рио Гранде за да им се предаде на американските власти во градот Игл Пас. Се наоѓа во југозападен Тексас спроти градот Пиедрас Неграс, Мексико. Група мигранти во близина се обиделе да ја помогнат да ја премине бариерата, додека граничната патрола гледала. Еден од нив интервенирал пресекувајќи ја бариерата, за да ја помогне на жената инвалид од Хондурас, исцрпена, но среќна што стигнала до брегот на безбедно. Марија му раскажува на полицаецот дека преминала со незината 2-годишна ќерка и брат. Таа и многу други мигранти биле уапсени од царината и граничната заштита. Гилберто Лопес и Александар Нава се меѓу многуте што се пробиле од Венецуела. Патувањето низ џунглата беше навистина тешко. Во Мексико беше тешко. Стигнавме овде со надеж дека ќе ни биде дозволен влез. Поминавме еден месец кога бевме ограбени и киднапирани. Мигрантите користат облека и кебиња за да се пробијат преку огради инсталирани од Националната гарда на Тексас, за да ги блокираат да влезат во државата. Други чекаат зад бодликавата жица. Според шефот на граничната патрола Джейсон Овенс, агентите активно работат на управување со приливот, при што групи мигранти од 1000 или 2000 се обидуваат да преминат во САД, многу од нив жени и деца. Агентите понекогаш ја сечат жицата за да им помогнат, потек што беше критикуван од гувернерот на Тексас Грег Абот, кој рече дека ги отвора портите за илегалните имигранти. Но Овенс ја брани акцијата. Додека мигрантите да се сретнат со нашите агенти, тие веќе се во САД. Не можат да се искачат на брегот на реката, што е добро додека не почнат да запаѓаат во неволја. Ако почнат да ги носат струите, ако почнат да подлегнуваат на околината и екстремните температури, моите луѓе ќе го видат тоа и нема да дозволат некој да умре или да најде на опасност. Преоптоварени и без ресурси потребни за справување со напливот на мигранти на кои им треба храна и засолниште, градските власти на Игл Пас прогласија вонредна состојба. Градоначалникот Роландо Салинас ја повика федералната влада за помош во справувањето со ситуацијата, тврдејќи дека околу 12.000 мигранти пристигнале во градот со 28.000 жители за една недела. Администрацијата на Бајден објави распределба на повеќе од $12 милиони за заедниците кои примаат мигранти. Разбирам дека овие луѓе бегаат од многу тешки ситуации во нивните матични земји. Не може да се негира, но треба да има ред. Не можеме само да кажеме дека ни е жал, нека дојдат сите, бидејќи така системот ќе пропадне. Тоа е страшна ситуација со повеќе предизвици пред себе. Регулативата на администрацијата на Бајден објавена во мај бара од мигрантите кои бараат азил да договорат состанок со службениците за имиграција преку интернет или да докажат дека побарале заштита во друга земја пред да пристигнат во САД.